ставање точка на дневен ред, да ја образложи точка. Позволете. Благодарам, председателке. Да бидеме малку и појасно, на мејл до советниците, терминот за дневниот ред на оваа седница е доставен на 3.7. во 14 часот и 19 минути. 10-та точка се достави откако беше доставен терминот за седницата пред 4 дена, што значи изговор дека терминот не е спазен, не држи. Сега, во име на советничката група на СДСМ, лично изразував несогласување што нашето уредно поднесено барање за точка на дневен ред не беше прифатено. И сега сметаме дека и гевделиската јавност и советот треба да биде запознаен со самиот процес на избор на директор во јавното предпријатие, што е единствено јавно предпријатие формирано од општината и што тежи неколку милиони. Така да сметаме дека да го оставиме како прашање на советничко, тоа прашање ќе биде само едно. А тука постојат повеќе нешто. Затоа што Советот е локален законодавен дом. Значи, на 17.6.2026 година, градоначалникот донесе решение за престанок на мандатот на директорот на јавното предпријатие Комуналец, а истиот ден донесе и решение за именување на истото лице за вршител на должност директор. Се поставува едно суштинско прашање: ако на директорот му истекува мандатот на 17.6.2026, зошто пред истекот на мандатот не била започната законската постапка за избор на нов директор, согласно член 19а од Законот за јавни предпријатија, во кој стои дека 3 месеци пред истекот на мандатот треба да се распише конкурс за избор? Тоа би било приближно средината на март 2026 година. Од кои причини општината се определила за именување вршител на должност директор наместо на избор на директор со полн 4-годишен мандат? ВД директор е привремено решение и мандатот е временски ограничен. Ова прашање е правно засновано и директно ја отвара темата за законитоста и навременоста на постапката. А понатаму, зошто се чекало до 24.6. да се распише јавен конкурс? И сега, од интерес и на јавноста и на советот е колку кандидати се пријавиле, во која фаза е постапката и дали ќе се обезбеди целосна транспарентен избор во интерес на граѓаните и на Комуналец. Дали е извршена промена на податоците во Централен регистар за престанок на мандатот на директор и упис на лицето како вршител на должност директор? На кој датум е поднесена пријавата за таа промена во Централниот регистар? Дали е извршена соодветна промена во евиденцијата за задолжително социјално осигурување и работен статус на лицето? И бараме да се достават доказите за датум на поднесување и датум на упис на промената во Централниот регистар. Дали е обезбеден целосен законски континуитет во застапувањето и работењето на јавното предпријатие? Никој не е над законот. Законитоста мора да важи подеднакво за сите, за советот, директорот, па и за градоначалникот. Затоа очекувавме конкретни правни одговори, а не политички образложенија. Благодарам. Благодарам. Телешка Сивова. Градоначалникот, како да земе збор? Реплика? Реплика? Збор. Што не пресни само залудно изгубивме пола сат време, мене после поделувањето на овие материјали и излагањето на колешката Силова, уште не ми е јасно што се бара од нас да гласаме за што. Не им помагајте. Ке се сетат за што беше. Поделен е материјал, иницијатива, поднесена од советничка група на СДСМ до председателот на Совет за ставање дополнителна точка на дневен ред. Овој документ, иницијативата, ја завршил својата мисија во моментот кога е доставен до председателот преку архивата на општинската администрација. И толку. Нема ова што да се дели понатаму на советниците.
Ова е иницијатива доставена пардон, до председателот на Совет, согласно кој истата таа треба да постапи. Како постапила, образложи во своето обраќање во текот на расправата по дневниот ред. Слушнавме зашто тие две точки што ги барате не се доставени сега на оваа седница. Очекував, согласно иницијативата, да ни биде материјал поделен, писмен, информација од управен одбор на Комуналец и информација од градоначалникот за назначување на ВД директор на Комуналец. Тој материјал ние требаше сега да го добиеме, да го разгледаме, па да гласаме дали истиот да оди како точка на дневен ред на оваа седница или не. Иницијативата не се гласа. Така што ако јас мислам дека најдобро ви е да го повлечете барањето, бидејќи нема основ за што да гласаме. Доколку гласањето сепак се изврши до крај, јас нема да гласам. Благодарам. Дали некој друг се јави за збор? Сигурно? За? За збор. Колега Попов. Ви се обраќа во Така е текот на реплика. зборот. Во текот на зборот. Во текот на зборот. Значи, градоначалникот е физички присутен. Не можете да кажете дека не е физички присутен и дека не може да ја каже усмено од целата постапка. А ние бараме во записникот да биде внесено дека советничката група на СДСМ побара оваа точка да биде ставена на дневен ред, а мнозинството ако не ја прифати, тоа е нивна одговорност. Но сметаме дека граѓаните заслужуваат транспарентност. Сите, а особено тие што го дале гласот за ТПМН и овозможеле овој совет да го има ова мнозинство. Благодарам. Благодарам. Реплика на за збор. Јас имам реплика на Силова прва, ако може. Колешке Силова, знам, се наслушнува, се разберува во градот дека вие имате информација кога ќе биде предвидена следната седница на Совет. Тоа што на 3 во петок ви е доставен вашиот материјал, ама не ви изема од тоа дека нема доволно време за да се обезбедат останатите материјали. Како што знаете, вашите предлоги иницијативи се доставуваат до архива и потребно е време да проциркулираат, службите да бидат проверени, да бидат доставени понатаму. Второ, малку сте и контрадикторна на ова тука што го изнесовте на говорницата, затоа што набројавте еден куп документи кои треба да бидат прилог во материјал за една ваква предлог точка. А за тие документи е потребно време да бидат извадени, подготвени, направени, срочени, подпишени од тие што треба да бидат подпишени, а од друга страна викате, еве го градоначалникот тука ќе го даде одговорот. Секако може да го даде одговорот на точката советнички прашања. А времето беше пrekратко, за да може да бидат подготвени сите тие материјали кои вие ги набројавте, за да се стаса до седниците на комисиите, а потоа и за седницата на Совет. Тоа е контрареплика. Повелете Силова. Почитувата председателка, а како точката број 10, која се достави 4 дена од кога беше утврден дневниот ред, доаѓа на седница на Совет? Благодарам. Благодарам. На ова ќе ви одговорам од место, затоа што сум повикана како председател да ви одговорам. И ова точка беше исто доставена до службите на датумот кога и вашата, меѓутоа ова точка не бара дополнителни материјали од надворешни фактори кои треба да ја подготват истата. Благодарам. Попов, останувате, повелете.
Ќе биде многу краток, иако е збор и ќе има за цел да објаснување на едноставни работи кои што бев убеден до сега дека се апсолвирани од страна на сите советници. Ставањето точка на дневен ред не трпи импровизација. Ова што е поднесено овде како барање преку иницијативата, го разбирам само така како што е напишено барањето и никако поинаку. Тоа значи дека се бара комплетна информација, подготвена од Управен одбор на Комуналец и градоначалник на општина Гевгелија околу назначувањето на ВД директор Комуналец. Сега адхок да нудите половични решенија, физички бил присутен градоначалникот, па ако е физички присутен, поставите му советничко прашање. Ова што сте го поднеле како барање, или како што сте го поднеле, буквално до последната точка и запирка, како што знаете, вие педантно тоа да го правите, или не импровизирајте. Зашо да помогнете ми, кажете ми зашто јас после да гласам, доколку дојде до гласање. Повлечете го барањето. Благодарам. Попов. Давам збор на градоначалникот, повелете. Почитувани советници, почитувани советнички, бидејќи од ваша страна бе повикан да образложам оваа тема и да не биде политички одговор, како што кажете. Значи, да, и во минатото се случувало да не се запазат раковите за објава на огласите за раководител и директор од објективни причини, но во оваа ситуација законитоста на целиот процес е целосно, значи, транспарентна и нема никаква повреда на целиот процес. Го знаете тоа и вие, и во други случаи биде назначувани вршители на должности, за разлика од пред 6 години, ако се сеќавате, кога имавме процес противен на законот. Во оваа ситуација се согласно законските прописи избран е веќе директор на јавното предпријатие Комуналец и мислам дека тука треба да застане расправата. Благодарам, градоначалник. Дали предлагачот на иницијативата за ставање на точка на дневен ред останува на своето барање или го публикувате? Останувате. Тогаш предлог иницијативата доставена од советничката група на СДСМ за точка на дневен ред на 13-та седница на општина Гевгелија, информација од Управен одбор на јавното предпријатие за комунални дејности Комуналец Гевгелија и градоначалникот за назначување на ВД директор на Комуналец Гевгелија. Ја ставам на гласање. Кој е за оваа точка да биде во склоп на денешниот дневен ред, односно на дневниот ред на денешната седница на Совет? Нема точка. Која е иницијатива? Иницијатива за точка. Процедурално. Моля председателот на Совет да ми објасни дали гласам за ставање на дневен ред на иницијатива или на точка. Повелете, ајде. На процедурално, ще еднаш процедурално, ако се јавите. Значи, колеги, да продолжиме понатаму. Одните иницијатива за да биде точка на дневен ред. Кој е за пред оваа иницијатива да биде точка на денешната седница на Совет? Кој е против? Воздржани? Констатирам дека предлогот оваа точка да биде на денешниот дневен ред не е усвоена со 5 гласа за, 10 против, 2 воздржани и 1 неглас.
Продолжуваме понатаму. Го оставам предложениот дневен ред, кој претходно беше прочитан. Молим, го ставам на гласање дневниот ред. Се извинувам. Да, така е. Отварам расправа по предложениот дневен ред. Колега Петров, се извинувам на сите колеги. Велете. Ви благодарам, почитувана председателка, почитувани колеги советници, почитуван градоначалник. Јас барам точката број 7 и точката број 8 од предложениот дневен ред да бидат повлечени, бидејќи сега ќе ги цитирам зборовите на колегата Попов, ставање точки на дневен ред не трпи импровизација. Потполно се согласувам со колегата Попов. Точката број 7 на дневниот ред е импровизација и точката број 8 од причина што оваа точка прв пат лани на моја иницијатива беше ставена на тогашниот совет на дневен ред и во неа бидејќи информацијата за детското престапништво на територијата на општина Гевгелија бара еден мултидисциплинарен пристап, односно поднесување информации и податоци од повеќе институции. Најповикана за оваа точка на дневен ред, оваа информација да ја оставиме е Советот за превенција од детско престапништво, совет кој што за жал и во овој совет на општина Гевгелија не е формиран, не знам зашто, иако тоа е законска надлежност. Како што знаеме, имаме државен совет за превенција од детско насилство, престапништво и тој државен совет соработува со општинските совети. Ние во општина Гевгелија немаме таков совет формирано и тој совет треба нас да ни дава предлог програми за работа, предлог проекти и информации во основа на тие проекти и програми што ги работи. Оваа информација добивме само од Центарот за социјални грижи. Без да навлезам повеќе во материјална расправа, значи бидејќи оваа информација е недополнета, немаме информација од полициска станица Гевгелија, немаме информација од Основен суд Гевгелија, барам да ја повлечеме од дневен ред, да се дополни со тие информации и како таква за следната седница на совет да ја разгледуваме, за да граѓаните ги имаат потполните информации за оваа проблематика. Додека за точката број 8 не би сакал да наблегувам во дискусија со оваа точка без никаква суштина, не знам зашто би општо и ставене на дневен ред. Благодарам. Благодарам. Реплика Петков, па за збор Попов или реплика исто? Ајде. Се споменуваме од време на време. Колега Петров, завчера на комисиите, вие гласавте оваа точка да оди на седница на совет, после моето укажување на вашиот предлог да истата биде симната. Сега малку ме збунивте. Не го очекував ова да го кажете на седница. Импровизациите точно дека не се дозволени, како што беше во претходниот случај, адхок да се формираат решенија на лице место. Во случајов не само што немаме импровизација, не само што имаме квалитетна точка на дневен ред, туку јас, тоа ми беше планирано да го зборувам во текот на кога ќе дојде таа точка на дневен ред во дискусијата, да го истакнам фактот дека ова е една од најдобро подготвените точки што воопшто сме ги имале на седница на совет, благодарејќи на вкупниот ангажман на сите членови на совет, од сите советнички групи, преку своите прашања, подпрашања, сугестии кои што беа изложувани за време на комисијата. Центарот за социјални работи, тоа што го има таму приложено како информација, нумеричка и наративна, истото ќе го имате и од Министерството за внатрешни работи и од СУ, бидејќи тие три институции меѓусебно тесно соработуваат на таа проблематика. Ако го чекате формирањето на општинскиот совет, вие рековте на следната седница да имаме комплетна информација. На следната седница ние најмногу што можеме да направиме е да го конституираме тој совет со одлука на совет на општина. Па тие да се конституираат, па програма ќе прават,
па некаде до пред Нова година оптимистички, можеби ќе ја имате точката комплетна вие како што ја барате или не. Јас не сум баш оптимист по тоа прашање. Имате доволно материјал, повторувам тоа што ви го кажав и на комисијата. Имате доволно материјал за квалитетна дискусија, да го искажете своето мислење. Минатата година, како што споменавте на ваша иницијатива, беше покренато тоа прашање. Ако се сеќавате, ја имавте мојата полна поддршка, ќе ја имате и на оваа седница, ќе го чуете и моето излагање, верувам дека и останатите колеги ќе имат своји дискусии и сигурен сум дека повторно ќе се развие една конструктивна расправа помеѓу сите нас, со учество и на представникот на Центарот за социјални работи, и оваа точка ќе ја постигне својата цел. Ако дојде до гласање, не само јас, уверен сум и целата советничка група на ВМРО ќе гласа да точката остане. За другата точка што барате, знам зашто, нема да коментирам. Благодарам. Контрареплика, Петров. Благодарам на колегата Попов. Точно е дека на комисиите јас дадов поддршка, бидејќи така одлучивме сите на комисиите, но овде другите членови на Совет не беа запознаени што договаравме и што зборавме на комисиите, така да сакавме да оставиме да одлучат колегите дали ваква точка треба да оди на дневен ред, а јас ги кажав моите аргументи, тие беа дека точката е нецелосна, не заради мене лично, туку заради граѓаните, дека тие треба да ги слушнат информациите комплетно од сите надлежни институции. Точно е дека Советот не може да биде констатиран, како што каже колегата Попов, за еден месец, но јас бавав информација од другите институции, тоа се МВР и Основен суд Гевгелија. И ако има и некоја друга надлежна институција, во општината имаме, нели, советник за младинци. Така да мислев на тие информации од тие институции, додека формирањето на Советот, постапката за негово почнување и формирање е во надлежност на, како што знам, на председателката на Советот, нели? И на градоначалникот, да. А зошто до сега не е формиран, овој ќе одговори. Благодарам. Благодарам. Така, прва реплика, Петков на Петров за први одговор. Ви благодарам, председателке. Мојата реплика е во однос на излагањето на колегата Петров по точка број 7. Ова ќе ми биде само една добронамерна забелешка, а тоа е дека оваа точка е важна за сите граѓани на Гевгелија и е важна за тоа кои мерки може ние да ги преземеме за во иднина да можеме да го намалиме овој феномен на детско представништво. И само сакам да напоменам, бидејќи на седниците на комисиите секој советник има право да присуствува и ние, поголемиот дел од нас, користејќи го тоа право, дадовме забелешки до представникот од Центарот за социјални работи, заради тоа што сметавме дека дел од информацијата е некомплетна. Сега, на нас не стаса нова информација. Вчера, каде што беа дополнети најголем дел од нашите прашања. Сега, тоа што конкретно мојата реплика, сакам да го исправам наводот на колегата Петров, дека не достигаат податоци од Основниот суд Гевгелија, од МВР-ПСОН Гевгелија. Тоа не е вистина, заради тоа што овој извештај, ако внимателно се прочита, може да се види дека е синергија, дека ги има сите информации и податоци склопено и од другите институции, каде што може да се види секогаш кога малолетник ќе направи престап, дали тој бил прекршен или кривичен, по службена должност тоа се пријавува до Центарот за социјални работи. Исто така и за Основен суд Гевгелија, кога се води постапка кон некој малолетник по службена должност е известено јавната установа за социјални работи Гевгелија, со тоа што таа е институцијата која што ги има комплетните податоци. И да, не би било лошо и тие да достават нешто, но ќе се поклопуваат информациите, заради тоа што веќе е вклопено во оваа информација од Центарот за социјални работи. Па затоа сметам дека по тој основ нема потреба да се води дебата за повлекување на точката, заради тоа што ние веќе ги имаме информациите. И мислам дека
оваа точка, како што каже и колегата Попов, ние од советничката група на ВМРО-ДПМ ја поддржуваме, заради тоа што ова е феномен кој што заслужува да му се даде особено внимание и ние како советници да заедно да дебатираме, да дискутираме и да изведеме заклучок со консензус како да се бориме против овој феномен и како да го намалиме со цел креирање на поздраво општество за сите граѓани. Ви благодарам. Благодарам. Тодоров беше, Димитров Пасилов. Димитров беше да. Да, благодарам. Не беше намерено да влегувам материјална расправа, затоа аргументите да ги чувавме после за точката на дневен ред, но дека колегата отвори материјална расправа, колегата Петков, така да кажа дека синергијата ја направил Центарот социјални грижи. Јас не се согласувам со вас, колега Петков, не бевте лани тука, бидејќи јас од Центарот социјални грижи добив два различни извештаи и кои што не се покупуваше со извештајот од ЦС, Центарот социјални грижи и судот. Различни податоци не даваа. И овде ги дискутира нова говорница различни податоци и со полицијата, ги споредувавме, правевме една анализа да добиеме, така да не е Центарот социјални грижи е институција која што треба да ги даде тие информации потполно и во целост. Значи кажав и на почетокот, тоа е мултидисциплинарна пристап на таа, значи тоа подразбира повеќе институции, не е една само. А зашто? Интересно ова е за граѓаните и треба да ги интересира, нели, кој што кажете. Па прашајте градоначалникот кој што излезе сега, зошто колку години веќе тука он градоначалник, 5 години, нема до сега формирано совет за превенција од детско престапништво. Зошто до сега го нема формирано тој совет? Секоја година да даваше информации и секоја година да ги дискутират нови работи. Благодарам. Благодарам. Ставите на гласање ова веќе влегува во расправа. Ама ова е расправа по точките на дневен ред, не е процедурално, ова е расправа по точките на дневен ред. Или да ги гласаме, или да... Ви молам, кој што има да каже да преме рака за да му дадам за збор, среден за збор Димитров, Тодоров и Сиванов. Благодарам, председателке, почитувани колеги советници. Навлеговме во една политиканска дебата, а уште не е официјално започната седмицата. Па како председател на Комисијата за социјална и здравствена заштита и заштита на децата, че во средата имавме комисија која што по оваа точка траеше повеќе од 40 минути. И досега е една од најдолго одржуваните комисии и најдолго дискутираните точки од кога сум јас советник од октомври минатата година. Така да беше елабориран скоро од сите советници, беа присутни речиси сите членови на советот и сите учествуваа и земаа збор во дискусијата и во расправата. И сега да ја повлекуваме точката од дневен ред заради недостаток на информации, мислам ти е бесцелно да дискутираме, затоа што е доста актуелна тема, доста е експлоатирана во јавноста, експлоатирана е од социјалните работници, од педагози, психолози, па ако сакате и од правниците. Многу често во електронските медиуми, а се поголем простор зазема и на телевизиските емисии и во дневниците. Така да точката ни беше дополнета на наше барање од јавната установа Меѓуопштински центар за социјални работи. Добивме една образложена информација на претходната, така да мислам имаме доволно материјал за дискусија, а сами видовте дека по другите точки како ни оди обезбедувањето на материјали од другите институции. Така да оваа институција која што е колаборативна за советот и за советниците, мислам дека е добро оваа точка да биде денеска на дневен ред и да престанеме со дискусиите за точките, да ги чуваме за материјална расправа понатаму по точка. Мислам дека сите ќе заземате збор од присутните. Благодарам. Димитров, Тодоров. Почитувани јавност, почитувани колеги, почитуван градоначалник. Во однос на расправата за дневниот ред,
Ќе се приклучам на предлогот на колегата Петров, односно тргнување на точките 7 и 8 од дневниот ред за денес, бидејќи не се информацијски богати, не се релевантни точки и нема зашто ние да разгледуваме. Ово празно млатење на слама, што го слушав дека имало нешто во информацииве, е неточно. Има, да. Ке разгледуваме информација за детско престапништво на територија на општина Гевгелија, колку кривични пријави и колку прекршечни пријави имало. Друго ништо не содржи истата информација. И какви укори биле поднесени. Но кога разгледуваме таква информација, дали сте се прашале, колеги, вие и општинската администрација, како и градоначалникот, што ние правиме како совет и како општина за да го спречиме детското престапништво? Дали имаме стратегија за борба против детското престапништво, дали имаме акциони планови, дали имаме проекти и така натаму, дали оделуваме финансиски средства и друго. Не, напротив. Ние имаме одреден број на кривични дела, одреден број на прекршечни дела, толку и толку дечиња информација на совет. Ке излеземе тука, ке прочитаме информацијата и таму завршува. Дали завршува нашата улога? Јас мислам дека не, напротив. Оваа информација не само како информација, туку треба да содржи обемен материјал кој што ќе го изготви неконституираниот совет за детско престапништво, кој што ќе не го предложи на нас овде, па да видиме ние дали се тие парични средства доволно за борба против детското престапништво, дали се релевантни сите овие податоци во точката, дали имаме податоци кои што може да ги црпиме и од судот, и од МВР и така натаму, тие исти податоци може да ги добиеме, ама ако ги побараме на време, а не една недела или 2 недели пред седница, за да имаме материјал за седница. И скоро секоја информација е ваква. Информација кој информација, ќе си позборуваме тука, ќе си млатаме слама и ќе заврши работата. Проблемите остануваат, не ги решаваме. Затоа оваа точка нема целисходност. Што ќе разгледуваме? Дека не се направило тоа и тоа. Што ќе спречиме ние со информацијата? Ништо. Имаме конкретни планови во истата? Немаме. Имаме конкретни чекори? Немаме. Исто е и со точката 8. Безбедноста во сообраќајот. Наведени се само каде се случиле сообраќајките, какви кривични дела сториле граѓаните и така натаму. Имаме ли ние во оваа точка за, да кажеме, црни точки на територијата на општина Гевгелија кои што треба сообраќајно да ги решаваме? Имаме ли ние во оваа точка решенија предложени за сообраќајни решенија кои што треба да дадеме насоки да се изготват нови сообраќајни проекти за да се реши сообраќајниот метеж во градот? Имаме ли ние едукациони планови? Немаме ништо. Пак треба, што треба да зборуваме? Информација за колку од граѓаните направиле прекршечни одредби во сообраќајот. И толку. А зборуваме за безбедноста во сообраќајот. Не, точката треба да гласи информација за казнените, колку казнени прекршици се пишани на територијата на општина Гевгелија во однос на сообраќајот, а не во однос на безбедност на сообраќајот. Безбедност на сообраќајот е сосем поголема тема која што тангира многу повеќе прашања. Мислам дека ќе се сложиме дека сум во право, бидејќи треба да преземаме чекоре, а не вака само да се зборуваме и колку да имаме точка на дневен ред. Благодарам. Благодарам. Реплика? Попов. Доправо е колегата Нечевски со неговата реакција од место. Образложението зашто некоја точка треба да остане или да се симне од дневен ред, треба да оди со 2 реченици, од тие причини да, односно од тие причини не треба да ја има. Ние овде, вие овде устари, всушност, јас се трудам да се држам до тој принцип, до тоа правило, наместо образложение, вие влегувате во материјална расправа. Вашата последна дискусија и по точка 7 и по точка 8, зашто треба да бидат зимнати, се само потврда зашто треба да останат. Тоа што го зборувавте сега во образложението зашто треба да бидат зимнати, убаво ќе си го сместите после во рамки на точката како материјална расправа, со тоа што
По точка 7, плюс ќе ни објаснете стратегијата на левица што треба да се вклучи во насока на спречување или облажување на детското престапништво, а на командирот на полицијата после што ќе образложува точка 8, ќе му ги кажете сите овие забелешки за во наредниот извештај да не ги повторува. И еве ви квалитетни дискусии. Реплика не може. Затоа што не. Попов се јави, Тодор, готово. Контрареплика. Контрареплика. Искрено да ви кажам, колега Попов и размислува да се вклучам во материјалната расправа по точката на дневен ред, на што само ако зборувам за време на точката на дневен ред. Тоа ќе остане само на зборови. Кога ние ќе добиеме квалитетна информација или квалитетна точка на дневен ред за безбедност на сообраќајот и за детско престапништво, ние ќе донесеме конкретна предлог одлука. За тоа ми беше и поентата. Јас џабе ќе му објаснам после на командирот или на представникот од социјални работи сите овие работи кога тие нема да ги преземат, кога тие нема да ги направат. Напротив, мислам дека се разбираме. Наша цел на сите и на овој совет е поголема безбедност во сообраќајот, помал број на детско престапништво на територијата на општината. И затоа сметам дека точките треба да се тргнат, бидејќи вака само ќе дебатираме и на крајот нема да донесеме одлука со која што ние ќе влијаеме директно на намалување на престапништвото и на зголемување на безбедност. Благодарам. Благодарам. Сивова. Благодарам, председателке. Во врска со точката 8, уште на Комисијата за статут и прописи, каде што се разгледува уредноста на документот што треба да дојде на седница, реагирав. Самата не е информација, него е преглед на безбедностната состојба, преземени мерки за месец прво полугодие според број со истиот период 2025, нема кој ја изработил, нема кој ја одобрил, нема подпис, нема печат, нема деловоден број, освен приемниот штемпил од општина Гевгелија и Совет. И самата информација не е информација, него само статистички преглед, вели безбедностна состојба и преземени мерки. Мерките никаде ги нема. Затоа сметам дека и на Комисијата за статут и прописи реков дека за мене не е документ што заслужува да доаѓа на Совет. Благодарам. Дали уште некој друг се јавува за збор? Бидејќи никој друг не се јавува за збор, ги заклучувам претресот по оваа расправа. Дали точката 7 на предлог од колегата Петров да остане на денешниот дневен ред за денешната седница на Совет, точка 7, информација за детско престапништво на територијата на општина Гевгелија. Ја ставам на гласање. Кој е за? Слушајме да го формулирам. Кој е за да се повлече точката 7, информација за детско престапништво на територијата на општина Гевгелија од дневниот ред на денешната седница? Кој е за да се повлече оваа точка? Кој е против да се повлече оваа точка? Кој е воздржан? Констатирам дека предлогот точката 7 информација за детско престапништво на територија на општина Гевгелија да се повлече од денешниот дневен ред не е усвоена со 2 гласа за, 12 против и 5 воздржани. Дали точката 8 да се повлече од денешниот дневен ред на денешната седница на Совет информација за безбедноста на сообраќајот на патиштата на подрачната на општина Гевгелија, ја ставам на гласање. Кој е за да се повлече оваа точка од денешниот дневен ред, нека крене рака.
Кој е против? Здржани? Констатирам дека предлогот точката 8 да се повлече од денешниот дневен ред не е усвоена со 6 гласа за, 12 против и 1 воздржан. Го ставам предложениот дневен ред на гласење. Кој е за, молам, нека фене рака. Кој е против? Воздржани? Констатирам дека дневниот ред на денешната 13-та седница на Советот на општина Гевделија е усвоен со 13 гласа за и 6 воздржани. Предлагам поради слична содржина точките 4 и 5 да се разгледуваат заеднички, да се гласат поединечно, точката број 10 да се разгледува како точка 4 и по навиот редослед точките 3 и 4 да се разгледуваат заеднички, да се гласат поединечно. Го ставам овој предлог на гласање. Кој е за, молам, нека фене рака. Констатирам дека овој предлог е едногласно усвоен. Колеги, преминуваме. Молим? Па, може пауза од 5 минути. Излоупотребата не е потребна.